ја користам ова прилика да се заблагодарам на сиот тим кој овие денови, недели и месеци напорно работеше со мене, на сите луѓе кои што ја поминаа скоро секоја куќа во Охрид, и спротивно на ова што нашите политички опоненти кажуваа дека тоа било валкана кампања, не е, драги граѓани. Само човек со чист образ и со чисти раце може да влезе да затрупа на секоја порта, да се поздрави, да се представи кој и што е и да го запратат граѓаните кај кого утре ќе тоа пратна врата. Само чисти луѓе го можат тоа. Ја користам ова прилика да се заблагодарам пред се на човекот кој што не знае да губи избори, човекот кој победува 7 пати поред, човекот кој и администрацијата на Барак Обама и на секоја друга европска држава би го посакала во својот изборен тим, на господинот Мартин Потујев. Да се заблагодарам на човекот кој напорно заедно со мене рамо до рамо работеше и доаѓаше во секој дом на Охриѓани, представувајќи ја нашата програма и представувајќи го нашето лице, на господинот министер Иво Ивановски. Да се заблагодарам, имам посебна чест и задоволство, да му се заблагодарам на човекот кој направи најголем притисок да прифатам кандидатурата за градоначалник на Охрид, на господинот Атанаско Михаилов. Да се заблагодарам на целата партиска структура, на сите председатели на местни комитети, на председателите на председателот на општинскиот комитет, на републичкиот, на општинскиот изборен штаб, на целата структура која што неуморно работеше овие 3 месеци за да ја отвори новата светла страница на големата општинска приказна. На крај, да се благодарам на советниците од советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија за сето ора што го вложија во овие 20 дена за да се представат пред граѓаните онака како што во своето минато ги красиле нивните дела, онака како што тие се познати како професионалци од различни области, луѓе кои што точно знаеле и знаат што треба да направат за иднината на овој град. Сакам да искористам ова прилика да се заблагодарам најмногу на моето семејство, кое што во претходниве неколку недели и месеци ги издржа најбруталните навреди кои што било кој човек од 20 години ги изрекол на некоја за најмонструозните лажи досега искажани во некоја кампања во последните 20 години, за најмистериозните небулози, за ниското ниво на кампања и за навредите кои ги упатуваше не само до мојата личност и моето семејство, туку до сите охријани, до сите честни граѓани на Охрид, до докторите, до интелектуалците, до естокот, до занаечиите, сите ни беа криви на човекот
кој играше најбалканата кампања во историјата на Охрид и во исто време критикуваше други луѓе да играат така. На човекот кој беше најголем практичар на тоа што го критикува. Да искористам ова прилика да ви се заблагодарам на сите вас охриѓани кои што покажавте дека сепак Охрид заслужува поинаква иднина, дека Охрид заслужува посветла иднина и сега можам само да ви кажам, живејте во слободен Охрид!